Ако ние, македонците, не си го негуваме майчиниот јазик и го заборавиме, може да се избрише од мапата на светот. Затоа, мили мои, творете, читайте на македонски јазик, учете англиски, меѓутоа македонскиот јазик да ви е приоритетен во вашето творење, во вашите збивања во секојдневието. Воедно и ќе кажам кои активности, особено акцент дава Сдружението на граѓани друштво на писатели на Куманово. Со тоа што прва цел ни е да ги потикнуваме младите за литературно творење и воедно со нив дружење во текот на целата година, како на нашите поетско-музички вечери, а во исто време и со посета на патронатите на самите ученици, училишта, што нас ни е посебно драго кога се движиме меѓу вас и во исто време ги твориме нашите чувства, ги покажуваме пред вас, а исто и вас и вие на нашите среди. Друга активност е ги одбележуваме сите наши национални празници, како во Републиката, исто во градот. Особена важност му даваме на Кокински мукри, што се одржува секоја година на 31 јули и стана веќе меѓународен поетски митинг, каде имаме гости од територија на цела Македонија, како и поранешните југословенски простори од Бугарија и други места. И оваа година успешно се прослави, успешно беше дружбата, имавме 45 гости од Република Македонија. Исто наш посебен акцент даваме на посета на стари лица за Филсајто, што особено ни е драго, што и кај нив им го разабуваме животот, како со нашата поезија, исто така и со музички точки. Нашето Сдружение, Друштво на писатели на Куманово, е организатор и основач на Сојуз на писателски асоциации на Република Македонија од 10 градови од Охрид до Кочани, а има интенција да се сдружат уште други литературни клубови во нашиот сојуз. Се надевам, имам уште многу да се зборува, меѓутоа ќе дадам збор на младата дама. Благодарам. А сега со задоволство ги повикувам представниците на Друштвото на писатели Куманово да споделат дел од своите прекрасни стихови. Виктор Јевтимов, Елена Тодоровска, Аго Хаутич. Сега ќе се представам со една моја поема. Во срцето е големината, што е објавена во антологијата Поезија и проза за возраст. Во срцето е големината. Така мала творедина, а така големи чуда крие. Факелот на животот во него плам и гори. Избира бруток, река, животот што не води. Род нема, во машки и женски гравитат, тоа вие. Моќ дава да се пребродат урагани и бури, од патеката замислена што сакат да не тргнат. Мајката љубовта кон рожбата во срцето, како кошница од желби ја носи. Ги подарува во форма на лебед и вода, кога и како треба. Во срцето на секој од нас, во пламенот што никогаш не гасне, во срцето, во некоја ќоше е татковината.
Дом и градина цветна за нея има. Во нея намерникот починка да најде, на страдалникот рака му пружа спасение, а без затоа награда во било која форма да бара. И навикува тоа на црвена, крвава, мирислива роза. Ја даруваш тогаш кога љубов сакаш некому да му понудиш. Каква стројна е, тврдина вишна, перпетум мобиле, постојано, како безгранична магична машина бие. Добар, верен другар, секому од нас му е. Во него тајна, тага се засолнува, се крие. Исповедник, Отец, Божја дарба, сила, пат кон спасение, тоа ќе ви покаже. Срцето е роза крвава.